Председателе, почитувани колеги пратеници, врз основа на член 77 став 2, измена и дополна на дневниот ред, се јавувам за измена и дополнување на дневниот ред, односно предлагам точката број 25, ако добро слушнав, беше предлог законот за измени и дополнување на законот за Академијата за судии и јавни обвинители. Предлагам оваа точка да се симне од дневниот ред, затоа што со овој предлог се дерогира квалитетот кој што е востановен во Академијата за судии и јавни обвинители, односно, она што беше задолжително 10 години наназад, а тоа е електронско полагање на приемниот испит, сега се менува во писмено полагање на овој испит за квалификации за идните судии и обвинители, зашто се сомневаме дека се прави за да се исполни списокот на идните судии и обвинители кој што ќе биде доставен од владеачките партии ДУИ и СДСМ. Односно, ќе ви дадам и конкретни примери. На овој писмен испит, кога се полага писмено, тогаш многу полесно е човечкиот фактор да одлучува за бројот на бодови. И на ваквиот писмен испит бидете сигурни дека кандидатот Александар Глигоров, син на председателот на судот во Струмица од СДСМ Емил Глигоров, ќе има 100 поени. Бидете сигурни дека Фуркан Фета, асистент на ДУИ во Собранието и близок пријател до раководството, ќе има 100 поени. Дитмире Шеху од ДУИ, член на ДИК, сигурен сум дека ќе има 100 поени. Мики Крстев, секретар на СДСМ Прилеп, ќе има 100 поени. Дарко Герамечиовски, советник на СДСМ во општина Прилеп, ќе има 100 поени. Затоа мислам дека писмениот испит не треба да се воведува, бидејќи ќе биде злоупотребен, наместо оние студенти кои што учеле, напредувале, вложувале во себе труд и гледале да се стекнат со знаење и да можат без човечки фактор по електронски пат да го полагаат испитот и според нивното знаење да бидат оценувани, сега ќе имаме писмен испит каде што сите по список на ДУИ и СДСМ ќе добијат по 100 поени, а оние квалитетни студенти од правните факултети во државата ќе бидат дискриминирани, односно ќе бидат дисквалификувани од оваа трка. Затоа, почитувам председателе, колеги пратеници, ако веќе довербата во судството е само 2%, за да не падне на 1%, јас апелирам до вас овој предлог за измени на законот за Академија за судии и јавни обвинители да биде повлечен од дневен ред. Благодарам многу.